Социјалдемократскиот сојуз со целиот свој капацитет, со сите своји човечки, стручни и експертски потенцијали во овој период е посветен на тоа како да се изнајде начин да се олесни тешката живеачка на нашите граѓани. За таа цел даваме предлози во собранието и ќе продолжиме тоа да го правиме. Даваме предлози и решенија за проблемите пред целокупната македонска јавност, а еве од денес почнуваме тоа да го правиме и низ непосредни контакти со граѓаните. Во наредниот период имаме намера да ја поминеме цела Македонија, секое село, населено место, населба. Буквално ќе се обидеме да се обратиме на секој човек поединечно. За нас ќе нема одмор, ќе нема викенди, ова ќе биде работно лето. Многу ми новија денови ме праша зошто почнувате токму од Струмица. Одговорот е едноставен, затоа што Струмица е по сите критериуми најуспешната општина во Македонија, а Зоран Заев е најдобриот градоначалник во нашата земја. Како што можете и сами да се уверите, тој заедно со Советот, заедно со граѓаните на Струмица и во овие тешки времиња, без било каква поддршка од централната власт, дури често пати со обструкции, попречувања, па закани, притисоци, успеа да постигне на вистина големи резултати. Струмица е општина со модерна инфраструктура, водоводи, улици, патишта, меѓутоа има и работи кои што ги нема на ниедно друго место во земјата. Она што не успеа на владата на Република Македонија во сите изминати 6 години, му успеа на градоначалникот Заев и на советниците од оваа општина, а тоа е да направат гасификација на општината. Нешто што овозможува поевтин енергенс и еколошки чист енергенс, како за граѓаните, фирмите, меѓутоа исто така и за градинките, училиштата, објектите кои што ги користи било локалната, а еве денеска имавме прилика да слушнеме и централната власт. Своите институции сака да ги приклучи на гасификацијата која што дека е реализирана. Сакам јасно и гласно да порачам дека во секоја општина во Македонија, каде што на предстојните локални избори поддршката ќе ја добијат градоначалници од редот на Социјалдемократскиот сојуз, токму овој позитивен пример, овој урнек од Струмица ќе го примениме. Една од првите задачи ќе им биде да направат гасификација на своите општини, на тој начин да помогнат и на граѓаните и на стопанството. И уште нешто само сакам да напоменам, а тоа е дека исто така тоа што не успеа на владата на чело со Груевски никаде во Македонија, на Зоран Заев му успеа во Струмица. Во изминатиот период тука се отвараа фабрики, се отвараа погони, се отвараа нови работни места. Значи, кога се работи домаќински, одговорно, со план и сложно, може да се постигнуваат резултати и нема потреба да се вадиме само на светски или европски економски и финансиски кризи.